technological innovation. Заменик амбасадор на Съединените американски държави. Амбасадор Скопје, делегацијата на Европската унија, колку добри бреда. Отвореното владино партнерство и иницијатива. Швајзер Блум, почитуван господин Бертолини, почитувана господја Бенет, почитувани представници предсе на граѓанскиот сектор, денеска за соработка со вас ќе зборуваме, и почитувани представници на медиумите. Воспоставувањето на доверба предсе помеѓу владите, граѓански организации и самите граѓани е од клучно значење воопшто за јакнење на демократијата во било кое општество. Од тие причини, заложбата за транспарентност и за отчетност, како и вклучувањето на граѓанскиот сектор во процесот на одлучување, представуваат високи приоритети, стратешки би рекол приоритет за нашата влада. Во тој контекст е и нашата отвореност и подготвеност да ги слушнеме потребите, но и критиките и потребите на граѓаните. Во изминатиот период, сите политики и закони на кои што работевме и во Министерството и генерално во владата беа дефинирани и комуницирани во голем број на јавни расправи, консултации и работни средби со сите засегнати страни. Тука особено сакам да ја поздравам и посветеноста и подготвеноста пред се на граѓанските организации да се вклучат, да придонесат со својата експертиза, анализи и истражувања секогаш кога тоа беше побарано од страна на институциите. Граѓанскиот сектор акумулира огромна креативна енергија, која што ние мораме постојано да ја користиме. Но исто така, граѓанскиот сектор поседува и значителни капацитети за анализи и истражувања, кои што често и неретко ни фалат во институциите. Таа е успешна пракса и ќе ја продолжиме и во иднина. Денеска и утре отвараме дискусија за четвртиот национален акцијски план 2018-2020 година. Преку промоција на идејата за отвореното владино партнерство и досегашните искуства во имплементацијата на претходните 3 акцијски планови, верувам дека ќе креираме добар акцијски план за наредните 4 години. Наша цел е да имаме фокусиран и многу конкретен акцијски план, насочен кон иновативни мерки. Да не е гломазен и со голем број на различни мерки и цели, за да може имплементацијата и реализацијата на предвидените цели да биде многу конкретна, мерлива и целосна. Во овој акцијски план централно место заземаат консултациите во, но и надвор од владата. Широките консултации со институциите, но пред се консултациите со јавноста, граѓанските организации, академските институции, приватниот сектор, но и нашите нормално пријатели од меѓународната заедница, се во фокусот на подготовката на акцијскиот план. Придобивките од ова партнерство не се препознаваат само во процесот на учество и креирање на заложби и достигнувања, туку и во процесот на имплементација на мерките. Исто така, не треба да заборавиме дека освен на транспарентноста, отвореното владино партнерство има силно влијание и врз иновациите, врз развојот и врз конкурентноста. Често се случува да овој вид на партнерства и диалог може да ни отвори и нови шанси за нови иновативни бизниси. Со таа цел, граѓанските организации и бизнис секторот се вклучени и во сите процеси поврзани со политиките на Министерството за информатичко општество и администрација и пред се во процесите за целосна дигитализација на Македонија. Дигитализацијата и новите технологии ни возможуваат брза и лесна комуникација. Дигиталните технологии ни возможуваат консултациите со граѓаните и граѓанскиот сектор да бидат секојдневна и редовна појава. Ниеден политичар повеќе нема оправдување дека немал доволно време или немал шанса да се консултира со сите заинтересирани страни. Денес тоа е многу лесно. Тоа што на во моментов работиме е отворањето на податоците кои што произлегуваат од работата на институциите од јавниот сектор. Нивната лесна и едноставна достапност до сите заинтересирани страни ја гарантира отвореноста и отчетноста на институциите кон своите граѓани. Владата започна со активности за унапредување на политиките за објавување на отворените податоци од страна на државните институции, заради подобрување на транспарентност и отчетноста. Тоа исто така ни дава и можност за искористување на економскиот потенцијал, за кој што веќе говорев, од објавувањето на отворените податоци. Во моментов работиме на подготовка на стратегијата и на акцијски план за отворени податоци. Презедовме повеќе активности за идентификација
веќе на податочните сетови од Министерството за финансии, Министерството за земјоделие, Министерството за транспорт, за труд и социјална политика и Министерството за образование, кои содржат јавни информации и нивна приоритизација. На овој начин ќе се овозможи навременост и ажурност во нивното објавување. Ова активност во следната година е планирана да продолжи за сите министерства. Националната стратегија за отворени податоци има за цел да ја подобри транспарентноста и отчетноста на државните институции преку подобрување на политиките за отворени податоци. Стратегијата ја дефинира основната стратешка насока за развој на околината за отворени податоци. Процесот на идентификување на податоците во рамки на институциите врз основа на критериуми за селектирање на податоци и информации кои може да се објават во отворен формат. Пристапот е обратен од тоа што било пракса до сега. Наместо да одлучуваме кои податоци да бидат отворени, ние напротив имаме пристап да видиме само кои податоци мора да бидат затворени. Ние го земавме овој друг пристап како пракса. Исто така, во рамките на активностите за отворени податоци, ќе се обезбеди подобрување на процесот на објавување на отворените податоци од државните институции преку изработка и пуштање во употреба на нов портал за отворени податоци веќе во август оваа година. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам за помошта на владата на Обединетото кралство, која ни ја дава на владата и на државата во изготвувањето на стратегијата, како и на новиот портал за отворени податоци. Покрај активностите, предвидени за наредниот период, како потврда за заложбите за отворено владино партнерство, во изминатиот период беа реализирани голем број на активности и мерки, кои се однесуваат на зголемување на транспарентноста, отчетноста и отвореноста на институциите кон граѓаните. Целта е да бидеме проактивна влада, која ги објавува сите информации поврзани со незината работа уште пред тие да бидат побарани од јавноста и од граѓаните. Тоа не е едноставно и за тоа ни е потребно време. Се со цел на зголемување на довербата на граѓаните не кон оваа влада, туку генерално кон институциите и кон системот, како и на воспоставување на сосема нови критериуми за добро владење, кои повеќе никогаш нема да бидат нарушени во Македонија. Особено ние од Македонија никогаш не смееме да заборавиме од каде дојдовме. Само пред една година, ова за што денеска зборуваме, не беше реално, беше утопија. И ретко кој веруваше дека ќе стане реалност. Иако помина релативно кратко време, никогаш не смееме да забравиме како беше. И затоа треба посветено и мощне прецизно да ги поставиме основите на новото отворено партнерство помеѓу граѓаните и институциите, преку новата стратегија и акцијскиот план, за да повеќе никогаш не се повтори мрачниот период во кој што живеевме. На крајот дозволите да зборувам и од себичен политички аспект. На нас политичарите многу ни е полесно да нашите политики, нашите планови и програми го комуницираме со граѓаните, со граѓанскиот сектор, со сите заинтересирани страни во процесот на креирање на политиките, односно во времето кога се подготвуваат одлуките. Граѓаните не смеат да бидат изненадени, да ги разбираат одлуките откако тие ќе бидат донесени. На нас ни е полесно така. Многу е полесно да се консултираме претходно, отколку да се бркаме и тоа да го правиме откако одлуките ќе бидат донесени и да се убедуваме едни со други. Затоа е потребно време. Но цврсто сме уверени дека процесот на консултации е на вистинскиот пат. Потребно е подолго време да се носат одлуките, но цврсто сме уверени дека одлуките што ги носиме се заради тоа многу поквалитетни и поиздржани. Посакувам успешна работа во последните 2 дена и навистина со нетрпение ги очекувам резултатите и препораките кои што ќе стасаат од оваа јавна дебата со цел да тие бидат вклучени во новиот акцијски план за отворено владино партнерство во Македонија. Благодарам.